Останаа уште нецели 4 дена за представување на кандидатите за градоначалници. Долгата изборна кампања влегува во завршницата и партиите се растрчани за да ги уверат гласачите дека внедела на 2 ноември треба токму нив да им го дадат гласот. Покрај многуте ветувања како наближува денот до изборниот молк, така се заострува и реториката меѓу партиите. Токму таквите препукувања и најмногу не им се допаѓаат на граѓаните. Помислете на тоа дека и по изборите треба земјата да функционира здружено. Нели самите велите дека сакате заедништво, а ваму со кавги и подметување токму тоа го растурате, е една од многуте реакции на социјалните мрежи. Можат ли партиите да се надминат себе си? Останува да се види. По Вардар пак пливаат повеќе пластични шишиња отколку риби. Разниот отпад и илјадниците шишиња прво беа снимени во тетовското село Копанце, а полека си дојдоа во Скопје. Тука шишињата пливајќи грбно ги разгледуваа знаменитостите на главниот град, седиштето на владата, па камениот мост, подзастануваа кај галиите каде некои решија да останат, најверојатно подучени од шишиња кои низ годиниве поминуваат низ Скопје, дека тука ретко некој ќе ги подзачисти. Шишињата беа поздравени и од стаорците кои шетаа на кеот. Немаше само работници кои се трудеа барем малку да го подзачистат овој голем срам. А ваквиот срам трае со години. Никој не најде начин ова барем да го минимизира. Не се откри ниту кој повремено пушта волку големи количини на отпад во Вардар, а слушнавме многу ветувања низ годиниве. И така, на улиците во Скопје ѓубре, во Вардар ѓубре. Го пазили некој водно, уште таму остана колку толку чисто. Високото образование е важен столб на секое општество. И иднината на Македонија во многу зависи од квалитетот кој го испорачуваат факултетите. За ова вчера се дискутираше и на првиот годишен форум во организација на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје. Добро е што пак се отвора темата, но дискусии имаше многу низ годините. Се донесува и многу заклучоци, ама македонските универзитети ги нема на светските листи на успешни образовни системи. Сега на потек се професорите и нивните декани. Мора барем 20% повеќе да пишуваат трудови и секако да држат поквалитетни предавања и практични вежби на студентите. Без тоа џабе се дискусиите и форумите за подобрување на високото образование. Се зголеми буџетот за наука од 380 милиони на 680 милиони денари. Се зголемија и платите на професорите. Време е универзитетскиот наставен кадар да испорачува повеќе резултати. Секако, надлежното министерство треба да го подига и квалитетот во средните училишта, оти многу ученици полни со петки, а без основни знаења доаѓаат да студираат. Над 150 експерти од областа на енергетиката ќе дебатираат на 35 панелски сесии на 14-тиот меѓународен форум за енергија за одржлив развој, што денес се одржува во Скопје. Под мотото од цели кон акција, напојувајќи едината со одржлива енергија, а во организација на Министерството за енергетика. На форумот ќе учествуваат над 600 учесници од 70 држави. Премиерот Христијан Мицковски на отворањето изјави дека енергетиката е поставена високо на државната агенда на Македонија, не како техничко прашање, туку како национален приоритет и државна стратегија. Во изминатите месеци направивме значителни чекори напред, започнавме интензивно со инвестиции во обновливи извори на енергија, воспоставивме јасни регулаторни рамки, изградивме енергетски интерконектори со соседните земји, започнавме програми за енергетска ефикасност во јавниот и приватниот сектор, изјави Мицковски. Пензионерите во Македонија на почетокот на овој месец ја добија септемвриската пензија со зголемување од 1000 денари. Владата претходно ова зголемување го представи како мерка со цел највозрастните граѓани полесно да се справат со постојаниот раст на трошоците за живот. Од владата најавија дека веќе се прават детални анализи за идното процентуално зголемување на пензиите, што треба да се случи во април следната година, за кога е планирано ново зголемување од дополнителни 1000 денари.
Со едногласна одлука на жирито, представата Народен пратеник на Македонскиот народен театар ја доби главната награда Борисав Станковиќ за најдобра представа во целина на 45-тиот фестивал Борени позоришни дани во Врање, Србија. Признание е потврда за континуираната посветеност и креативност на целиот ансамбл на МНТ. Горди сме што успеавме да ја пренесеме универзалноста на Нушикевата комедија и да ја доближи нашата театарска енергија до публиката во регионот, изјави директорот на МНТ Никола Кимовски. Најмалку 19 лица се повредени во земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала, што синоќа го погоди западниот дел на Турција во близина на градот Синдирги. Тресењето на земјиштето се почувствувало и во Истанбул и во некои делови од Грција. По главниот потрес следувале уште неколку послаби. Освен разурнати згради и паника кај населението, нема информации за жртви. Српската членка на председателството на Босна и Херцеговина Желјка Цвијановиќ го посочи представникот на меѓународната заедница за таа земја Кристијан Шмит како виновник за кризата, предизвикана од неговите недејтонски и неуставни потези. Предходно Шмит достави извештај до Советот за безбедност на Обединетите нации во кој оцени дека во Босна и Херцеговина се уште преовладува мир и покрај тензиите иницирани од страна на владеачката коалиција во Република Српска. Советот за безбедност на Обединетите нации ќе одржи заедница на 31 октомври на која ќе се разгледува ситуацијата во Босна и Херцеговина. Цариниците на српско-хрватскиот граничен премин Бајаково спречиле обид за шверц на околу 12.000 парчиња различни парфеми, вредни речиси 1,4 милиони евра, кои бугарски државјанин се обидел да ги прошверцува во Хрватска. Против бугаринот е поведена прекршочна постапка. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјави дека Киев планира да ги прошири нападите со дронови и ракети на дополнителни региони во Русија. Способноста за удари на голема далечина е дел од нашата независност и ќе биде најважна компонента во гарантирањето на мирот, рече Зеленски. Во меѓувреме, руските сили успеале да навлезат во стратегиски важниот град за Украина, Покровск. Само во текот на вчерашниот ден се случиле 101 борбени судири меѓу украинските одбранбени сили и руските трупи. Германската полиција откри голем арсенал оружје, меѓу кои автоматски пушки, базуки и митралези, при акција против организирани мрежи за трговија со оружје во западниот дел на земјата. Оружјето било пронајдено во покрајнината Северна Рајна, Вестфалија. Од обвинителството изјавија дека се работи за едно од најголемите количества оружје некогаш пронајдени во таа покрајна. Во акцијата биле уапсени тројца мажи на возраст од 34, 37 и 59 години. Американската гигантска компанија Амазон почнува со подготовки за укинување на дури 30.000 корпоративни работни места. Тоа било дел од планот за намалување на трошоците и компензација за прекомерното вработување во текот на пандемијата на COVID-19. Ова ќе биде најголемото кратење во Амазон од крајот на 2022 година, кога компанијата отпушти околу 27.000 луѓе. Соединетите американски држави и Мексико се согласија да ги продолжат преговорите за трговските царини за уште неколку недели, соопшти мексиканската председателка Клаудија Шејнбаум по телефонски разговор со американскиот председател Доналд Трамп. Разговорите се однесуваат на барањето на Вашингтон за укинување на 54 трговски бариери што влијаат на американскиот извоз кон Мексико. Утрово FBI уапси 29-годишен маж од Минесота кој понудил награда од $45.000 за убиство на државната обвинителка Памела Бонди. Според американските медиуми, уапсениот е со богато криминално досие и е поврзан со анархисти. Израел стана најмоќната сила на Блискиот Исток, изјави премиерот Бенџамин Нетањаху на церемонијата за истакнати вработени во безбедносната агенција Шин Бет. Тој нагласи дека Израел целосно го променил балансот на моќ и одвраќање во регионот.
Тој посебно ги пофали неодамнешните успеси на Шин Бет во спречивањето на терористички активности, истакнувајќи дека агенцијата успеала да спречи над 1200 напади.